меѓувреме повторно се селиме во градот кој што беше најпогоден после Дебар, второ кој што го доби оној полициски час за цел викенд и каде што е нормално за неколку денови се зголеми бројот на заболени. Имаме интересна причина зашто сме во живо повторно во Куманово, ќе не соопшти нашиот репортер во живо од Куманово Димитар Бабалков. Димитар, доброто јутро. Добро утро по втор пат како вам, така и до гледачите на утринската програма на телевизија Сител. Не случајно второто вклучување во живо повторно од Куманово го правиме, затоа што тоа е градот и на првиот човек на стоматолошката комора на Македонија, тоа е доктор Маријан Денковски. Добро утро, се наоѓаме во вашата стоматолошка ординација, како што гледаме таа е затворена, воедно и сите здравствени установи приватни кои нудат стоматолошки услуги од 30 март по препорака на Министерството за здравство со цел да не се шири COVID-19, но се појавија дилеми кај граѓаните што доколку се јави забоболка, каде да се оди, како да се реагира, како функционираат стоматолозите, стоматолошките ординации токму во оваа новонастаната ситуација поради COVID-19. Добро утро на вас, добро утро и на гледачите на телевизија Сител. Благодарам на поканата да се објаснат некои работи кои сигурно гледачите се загрижени како се одвиваат, така да ќе можеме поубаво да го објасниме моментот. Познато е дека Министерството за здравство задолжи да се затворат сите ординации, приватни стоматолошки ординации, но и многу јавни здравствени установи кои работат детска и превентива во некои градови, така да со задолжение се отворија итни стоматолошки пунктови. Што значи тоа? Итни стоматолошки пунктови значи дека во секоја општина, поголема, помала, вклучувајќи, например, да видиме величини на општини и Вевчани, и Ростуше, и Пекчево, па до градот Скопје, има отворено итни стоматолошки пунктови кои служат за граѓаните да може да добијат итна стоматолошка услуга. Споменавме дека работат итните стоматолошки центри каде што луѓето можат да појдат доколку се јави секако ненадејна забоболка, доколку не може да се справат со истата, но што влегува под она итно одење на стоматолог во оваа новонастаната ситуација, што се третира во овие моменти? Во овие моменти се третираат итни состојби кои го загрозуваат општото и оралното здравје на човекот. Значи, тоа по препораки на Светската стоматолошка асоциација, по препорака на Европската и на сите други асоциации со кои соработуваме на ниво на свет, се покриваат итните стоматолошки случаи, односно се покриваат постојана заболка, силна, која не може да се покрие со аналгетик, што обичаено се покрива, потоа акутни инфекции, каде што има отток, зголемена телесна температура, крварења од поголеми кои не се опираат за некое кратко време, како и повреди на вилиците и на зъбите. Од друга страна пак знаеме дека доколку се јави отток треба да се прима доза на антибиотик, но секако таа треба да биде препишана, треба да биде на рецепт. Како функционира сега издавањето на рецепт, доколку секако е потребно да се зема антибиотик токму поради забоболка, отток и сето тоа? Значи сите дежурни амбуланти кои работат во јавните здравствени установи, тоа е негде половина од државата, имаат печати на дежурни служби, на дежурни доктори, каде што има итни ноќни служби, каде што и беа дежурните до сега, се користат тие печати за итно издавање на рецепти. Приватните стоматолошки установи кои работат како итни дежурни го праќаат пациентот каде? Кај матичниот лекар или кај матичниот стоматолог, како е мало место, за да може да се реализира таа рецепта и да може да се земе терапијата. Од друга страна се појавија полемики, дилеми кај луѓето, особено на социјалните мрежи. Кои се тие поликлиники и тие ординации каде можат да одат луѓето во помалите места, како што споменавте и вие, Вевчани, Пекчево, мал број на луѓе се лесно ќе ја најдат институцијата, ординацијата, но што е во Скопје, Битола, и во Битола и регионална болницата станува веќе. Како функционираат еве големите градови, Скопје, колку центри има, дали има напори, измени за да има дополнителен број на капацитети, бидејќи е голема популацијата на луѓе? Прво, кога се правеше ова по препорака на Комисија за заразни болести и Министерството за здравство со работка со стоматолошка комора направи план на итни стоматолошки пунктови, така да за поголемите градови, Скопје, Битола, например, што спомнавте, чекавме да помине една недела, побаравме анализа од сите градови, не само од поголемите, побаравме анализа колку пациенти поминале, како било со приемот на пациентите. И вчера имавме состанок, координативен состанок, стоматолошки клинички центар, стоматолошка комора, Министерство за здравство и здравствено Скопје.
заклучивме дека по бројот на пациентите и динамиката по која се одвива потребата на граѓанството е потребно да се отворат дополнителни ординации. Така да ние од листата што ја имаме ние на приватни здравствени установи кои се на листа на чекање се вклучат во процесот на итна стоматолошка служба, од понеделник ќе почне да функционираат дополнителни пунктови во самите поликлиники, значи во поликлиниките Јанен Сандански, Ѓорче Петров и Битпазар, но ќе се отвори пункт во поликлиника Чаир. Дополнително ќе се отворат на 3 места во градот, мислам во Хром, во Газибаба и во да не сгрешам, уште еден пункт се отвара од приватни здравствени установи, додека и дополнителна амбуланта ќе отвори стоматолошки клинички центар Свети Петар Римон. Така да ќе го зголемиме бројот од 3 пункта на веќе 10 пункта. Веќе на За Битола спомнавте, се отвараат од понеделник исто две приватни ординации кои ќе работат на помош на здравствениот дом Битола. Тоа е проширување од Проширување од моментална состојба, исто да ќе го направиме и во Охрид и во Кичево. Најголемиот дел од луѓето веќе се информирани дека за да направат корона тест мора да се обратат кај својот матичен лекар, да се направи оној анкетен лист да се пополни, па потоа следува процедурата на закажување на термин за тестирање на коронавирус. Но што е ситуацијата со вакви итни случаеви, одење на стоматолог со зголемена болка која не прекинува? Дали тука има некој посебен протокол? Како функционираат или буквално ајде народски да разговараме, доаѓа некој со болка, влегува внатре, прави зап, како функционира? Не. Значи принципот е замислен така да сите стоматолози кои работат во системот на мрежа, приватни здравствени установи со капитирани пациенти, се работат од дома. Нивните ординации се ставени во мирување, како што и оваа ординација е ставена во мирување. Но доколку појдат во тие на сите влезни врати на ординациите имаме поставено известување до пациентите од 7 до 7 или од 8 до 8 или од 9 до 7, зависи како е по подрачни единици, поставено известување каде може, на кој број може да го добие матичниот стоматолог. Матичниот стоматолог е тој што ќе разговара со својот пациент кој најдобро си го познава, ќе земе анамнеза, ако треба нешто совет ќе даде, ќе консултација ќе направи, ќе го контролира целиот процес и ако има потреба, проценка на матичниот стоматолог е тој се обраќа во итната стоматолошка служба која е во општината и договара термин со дежурниот доктор. Значи, да сумираме, не може од дома, доколку не дај Боже некој има забоболка неиздржлива во овој период, не може веднаш да оди во итната стоматолошка служба, мора сепак да се консултира со матичниот, па тој да одреди каде и како ќе се лекува ситуацијата. Во итната стоматолошка служба сега е многу начинот на работење е многу покомплициран, да кажеме, односно протоколите кои се во услови на пандемија, на епидемија со COVID-19 бараат припрема на работното место и прием на пациентот да трае подолго време. Ние препораките што ги дадовме и протоколите стои дека пациентот од момент на влегување на врат, од момент на чевла дезинфекција што иде, па до раце, па до седнување на пациентот и самата работа бара многу време. Не е убаво ни за пациентите да се движат у чекални, да има гужви и таму. Да се избегна ситуациите што ги имаме пред банки и маркети. Да сите се у една чекална. Чекалните не се големи простори, не се на отворено. Да се избегне, подобро е и најдобро решение да се обратат на матичниот стоматолог. Можеби е нешто многу ситна работа да не го оптеретува дежурниот пункт. Сепак се обраќаме до матичниот, па натаму како и до сега што било, како и до сега што било. Никој не ишол на орална хирургија, на максилофацијална хирургија или било кој специјалист без упат од матичниот. Секој мора да помине системот да го помине, односно патека на движење на пациентот е и до сега била иста. Исто така сега матичниот од друга страна не праќа до оралните хирурзи и максилофацијалните, и тие се отворени. Значи не се само матичните и итните дежурни служби отворени, него и хирургијата е отворена стоматологија за потреби на граѓанството. Со нив комуникацијата иде преку итните служби. Што е со луѓето, пациентите кои пред да се случи ова што ни се случува, новонастанатата ситуација поради COVID-19, започнале некој третман на своите заби, извадиле дел од своите природни заби со цел да се намести вилица, останале без заби, условно со луѓе кои имаат полуотворени заби, па требало да ги пломбираат во овој период и доколку не се заврши целосно третманот, може да доведе до понатамошни посериозни здравствени проблеми по здравјето. Што во такви ситуации, доколку завод е отворена, требало да се пломбира во овој период? Па прво, доколку завод е отворен, значи
можноста дека требало да се пломбира е минимална. Никој не би оставил зап отворен да го третира за да го пломбира. Значи, работава е што у секој случај итните состојби се измислени од релевантни институции. Не сме ги ние поставили овде во Македонија, него сме ги у консултација со Светската стоматолошка асоциација донеле. Така да, се што е наведено на листа се смета за итен случај. За тие случаи има протоколи на работа за секоја интервенција што опфаќа. Така да, у случај вашето прашање што го имате, матичниот е тој што го знае пациентот, проценката негова е да се направи и да реагира како што треба. Дали има служби и институции кои работат во оваа ситуација поради COVID-19, начинот на функционирање, околу делот на протетика, луѓе кои навистина можеби не само од естетски, туку од функционален дел им зависи функционирањето на вилица. Апсолутно во овие услови протетиката е не е неопходна работа. Еве синоќа имав разговор со Романската стоматолошка комора. У Романија, во главном и в голем град Букурешт, многу е тешко да најдеш воопшто отворена стоматолошка ординација за било каква интервенција, така да таму дури општите лекари реагираат за итните случаи, како што ги избориме, воспаление, оток и така натаму. Така да и големи европски држави, од Европска унија, се на многу ниско ниво со отворени ординации. Ситуацијата е сериозна. Ние априлот мора да го поминеме. Затоа што сега е моментот, динамиката на луѓето, што прави и владата, да се намали движењето и тука функционира. За крај пред да го заокружиме овој разговор, покрај упатувањето, една ваша порака до граѓаните, до луѓето кои не гледаат, би ве запрашал колку телефонски повици, не бараме статистика, секако на колку луѓето ги бараат стоматолозите во овој период, дали навистина има зголемена потреба токму да се реагира околу поправка на завадење за токму во оваа ситуација? Па мислам дека се повеќе и граѓаните се дисциплинираат и сваќаат што се случува, така да првите денови кога се затвори амбулантите имаше повеќе јавувања. Ние сме на постојано контакт со нашите представници по регионалните одбори, постојано сме у контакти со здравствените установи, јавните здравствени установи, со раководителите на итните стоматолошки служби. Имаме точна евиденција кои услуги и како се направени по градовите, така да јавувањата се намалуваат, притисокот врз итните служби се намалува, се повеќе затоа што граѓаните сваќаат дека може да им се помогне на некој начин, некои ситни работи и со одматичниот стоматолог. Така да во момент значи пак ќе направиме ние кој ќе помине оваа недела, пак ќе се направи една координација помеѓу Министерството за здравство и нас и ќе се за следните чекори одлучува. Така да следиме будно ситуацијата и реагираме мислам на времено. Сите се надеваме дека во најкраток временски интервал ќе се врати се во нормала, барем околу функционирањето еве конкретно и на стоматолошките ординации, но да го заокружиме разговорот како што и споменав, која е пораката до луѓето, до сите оние кои ова утро се сутринската насител и следејќи го овој разговор со вас доктор Маријан Денковски, претседател на Стоматолошка комора на Македонија. Па прво би сакал да кажеме дека ние првите сакаме да ги отвориме ординациите. Значи, воопшто кога се отвори можноста за реакција, за отварање на сите ординации, ние сме за работа тука. Не сме за затворени ординации, не сме за телефонски совети и консултации. Нашата работа е таа што ги одржува ординациите и одржува нас, нашите вработени. Затоа што приходите кои стигаат се сега, нула. Не постојат приходи, поготово за оние ординации кои се приватни, кои не се во мрежа. Тие дупло се погодени, не дупло, може би 100-кратно повеќе, затоа што никаква интервенција не може да направат ни они, не може да работат ни они. Пораката е стрпливост и до граѓаните, совет е да го контактираат матичниот стоматолог прво, секој матичен стоматолог има објавено телефонски број, нека го контактираат, нека не идат сами. Кај итните стоматолошки служби нека процеди стоматологот у кој веруваат, они у кои има доверба, дали треба да идат таму и каде треба да се упатат. Додека за моите колеги, за нашите членови, бараме од нив колегијалност, солидарност, трпение, ќе заврши оваа ситуација. Мислам дека сега е поважно да поминеме сите низ оваа епидемија, што помалку оштетени здравствено, а за финансиите има време кога да се грижиме. Ви благодарам на овие информации на овој утрински разговор. Благодарам вас. Вам, почитувани гледачи на програмата на телевизија Сител, само топло ќе ви препорачаме, останете во своите домови, почитувајте ги препораките од
надлежните и секако сите заедно да се радуваме на ситуацијата кога ќе се вратиме условно сите да функционираме како што функциониравме пред COVID-19. Ти благодарам, Димитар, во живо од Куманово со првиот човек на стоматолозите во Република Македонија.